Кулинарството во славна Дебарца, Охрид, Македонија. Југозападниот регион ги опфаќа басените на Охридско, Струшката котлина со Охридското езеро, Кичевската и Дебарската котлина и областа Дебарца и поречие, со сливните подрачја на реките Треска и дел од Црн Дрим. Славна Дебарца се простира од брегот на Охридско езеро, помеѓу Охрид и Струга, аеродромот за Свети Петар и Павле, долна и горна Дебарца, до тунелите од автопатот кај превод Пресека, Кичево. Името од Пресека значи место на пресек, односно точка каде што се сечат патишта или природни правци. Превојот Пресека е една од најважните вододелници во Македонија. Јужно од Пресека, сите реки и притоки што извираат таму, како Црн Дрим и неговите притоки, се слеваат во Охридското езеро, а потоа преку реката Дрим продолжуваат кон Јонското море, северно од Пресека. Водите од тој дел, како реката Треска и другите притоки, се насочуваат кон Вардар, кој тече низ Скопје и Солунската рамнина, и завршува во Егејското море. Овој регион е најразвиениот регион во земјата во однос на туризмот и изобилува со богато природно и културно наследство. Во дел од регионот, населението претежно се занимава со сточарство и земјоделство. Но, она што е интересно е тоа што тамошните жени уште колективно подготвуваат тарана и јувки, кои откако ќе се исушат на сонце, се складираат и се јадат во текот на зимскиот период. Тие се јадат варени, слично на бакрданот. Туристичка атракција се и свадбарските јадења што се прават во големи казани, како граф, пилав, месо, и кои се сервираат во посебни садови сани, на кои се јаде колективно. Пченица, пченка, компир и овошни насади, тоа е доминантно. За регионот е карактеристично печеното јагне, каде обично се засекува месото по површината и се полни со лук и рузмарин. Ова јадење често се прави за време на празници. Освен вообичаениот начин на подготовка, постои и еден стар рецепт, при што месото се сервира со суви сливи. Јагнешкото месо се сервира со потешки вина, како што се вранец, прокупец или кратошје. Друго карактеристично јадење турипотпечи, многу познат назив во Охридско, Дебарца и делови од југозападна Македонија или кашаник во Западна Македонија. Се прави со пченкарно брашно, се ентури, се налева гмеша, па се подпечува, најчесто со масло гмаст или кисело млеко од сирење. Се замесувал вода и се правел утрото на празникот Василица, 14 јануари. Во него се ставала паричка и тој што ќе ја најдел при делењето на храната се сметал за најсреќен во текот на предстојната година. Кашаникот е некиснато тесто, мешавина од пченично брашно со квасец. По месењето тестото веднаш се пече во бакарна тепсија со сач, вршник. За печењето на кашаникот е потребна и пирустија. Тепсијата се подмачкува со свинска маст, сега тоа се прави со зејтин, потоа се полева со една кора од замесеното тесто. Потоа се става на пирустијата под која има жар. Врз тепсијата се става сачот кој што претходно е вжарен на огништето. Вака корите се печат една врз друга додека кашаникот е готов. Кашаникот е специјалитет што редовно им се служи на гостите на Василица. Се служи со луканки, колбаси и со кисело млеко. Рибата е во основата на традиционалната исхрана на населението во Охрид, поради нејзиниот улов од Охридското езеро. Во Охрид рибата е во основата на традиционалната исхрана на населението. Најголем специјалитет е охридската пастрмка, но се нудат и јагули, белвици и плашици. По значајните гастрономски производи се охридска пастрмка, од секогаш живее во Охридското езеро. Денот го поминува во длабочините и нешто подалечени места од брегот, а на површината на водата испливува навечер, кога лови инсекти. Понекогаш се приближува до самиот брег, во плитките води, барајќи храна од подводните растенија. Се јавува во три подвидови: летница, салмолитника балкеникас и струшка пастрмка, салмолитника типикас, кои се местат во зима, како и охридска белвица, салмолитника естивалис, која се мрести во лето, во периодот од мај до јули и се наоѓа само во најдлабоките места на езерото, до 200 м. Охридската пастрмка се разликува од поточната по сплеснатото тело, малата глава и звездестите сиви дамки по телото. Бојата на месото кај некој од нив е бела, а кај некој розов. Пастрмка на охридски начин се подготвува со различни видови на зеленчук, ориз и лимон. Чорба од риба, традиционално јадење за охридскиот регион, се вари риба во вода со сол, бибер во зрно, лаворови листови и малку лимон. Доколку рибата има икра, икрата се пасира и се става да се вари во чорбата. Јагула печена во пепел, јагула печена неколку часа под дебел слој на врел пепел. Ѓомлезе да се посети Дебарца и Охрид, а да не се проба ѓомлезе. Ѓомлезец е исто како да сте дошле во Македонија, а да не сте биле во Дебарца и Охрид. Ѓомлезето се меси и се пече цели 5 часа. Представува вид ориентално јадење направено од кори од пченкарно или пченично брашно, отпечено под сач, вршник. Во село Годивие секоја година се одржува ѓомлезијада, надпревар во правење ѓомлезе, со богати награди за надпреварувачите, со музика и дружење. Варен геврек, ова мало тркалезно задоволство е традиционален охридски производ со одличен вкус. Представува вид печиво со прстенеста форма,
а може да биде посипано и со сусам. Макало одлично се вклопува како додаток на скара, риба или телешка чорба. Макалото се подготвува со толчење на лук, сол, зејтин и оцет. Торта се подготвува од карамел, орев и чоколад. Охридска цреша. Карактеристиките и специфичниот вкус на ова овошје се темелат на неговото постоење во Дебарца и Охридскиот регион. Славна Дебарца каде што кулинарството, вкусните јадења, традицијата и времето суште зборуваат. Денес започнува ново поглавје, модерните идеи и новата градба се појавуваат, носејќи свежи можности, но останува едно прашање: како да градиме за иднината без да ја изгубиме душата на минатото? Дебарца, каде што традицијата, пријателството и гостопримството не се остава зад себе, туку се пренесува напред.